Добар ден, почитувани, ова е стартот на магазинот за родителство 0+ месеци на телевизија Телма. Тврдата столица и обстипацијата, односно запекот, се чест проблем кај децата, што предизвикува отежното празнење на цревата во детска возраст и што да се преземе доколку одењето во тоалет представува проблем. На оваа тема денеска разговараме со доктор Наташа Чучкова-Никчевска, педијатар во Аџибадем Систина. Разговорот ќе го проследите по рекламниот блок, а ќе имате можност и вие, почитувани, да се вклучите со ваши прашања во програма. Затоа, останете на Телма. Отежнатото празнење на цревата кај децата за родителите што имаат дете со ваков проблем представува секојдневен извор на грижи и стрес. Токму заради тоа во денешната емисија, во денешниот магазин за родителство 0+ месеци, разговараме на оваа тема. Тврда столица и запек, односно обстипација во детска возраст, со доктор Наташа Чучкова-Никчевска, педијатар во Аџибадем Систина. Докторке, добре дојдовте во студиото на Телма. Благодарам, добро ве најдов. Добар ден. Колку столици треба да отсуствуваат во текот на неделата за да сметате дека некој дете има проблем со запек, односно обстипација? Така, генерално некоја дефиниција во однос на тоа колку треба да отстапуваат нема, иако се смета дека треба да елиминира столица барем на 3 дена и елиминирањето да биде со леснотија, без никаков проблем. Може да речеме дека има обстипација и ако на по кратко време дефецира, меѓутоа таа столица е тврда, предизвикува плачење, болење на самиот акт на дефекација и во различни возрастни групи различно се дефинира. Например, едно новороденче може да нема и столица и некаде 7 дена, дури 10 дена, бидејќи го искористува комплетно млекото мајчино, додека возрастно детенце или адолесцент веќе ако нема 2-3 дена дефекација е проблем. Тоа значи дека бебе кое што е доено не може да има запек и покрај тоа што отсуствува столицата, да речеме 7 дена? Може да има запек, меѓутоа не го сметаме тоа дека е патолошка состојба, бидејќи сепак е евакуира столица. Во зависност од тоа колку се дои, колку му се хидричните потреби, физиолошкиот процес на воспоставување на перисталтички брани на елиминација на столица, така е сосема нормално дури на 10 дена да дефецира, но при тоа стомачето да биде меко и да нема пропратни негативни симптоми. А што е со бебињата што се хранат со млечна формула? Па генерално бебињата што се хранат со млечна формула во пасивата стои дека некаде на 3 дена би требало да имаат столица. А што е со поголемите деца? Дали секој тежното празнење на цревата е всушност некаков знак за обстипација? Не значи дека секој отежното празнење на цревата е знак за обстипација. Отежното празнење може да биде во некаква инфекција, иритабилно црево или преосетливост на храна. Сепак треба тие симптоми да се проследат во однос на клиничката слика на детенцето и тоа што го дава како податок родителите. На која возраст обично се јавува овој проблем? Често се јавува овој проблем, иако ние педијатрите сакаме да кажеме дека всушност тоа не е некоја патолошка или не е некоја страшна диагноза, но кога му се случува тоа на семејството, на нивното дете, за нив е драма. Се јавува и почесто над 9-10 месечна возраст, некаде најчесто кога се одвикнуваат од пелените, тоа е година и пол, 2,5 години и во училишната возраст. Значи може би емоционалниот Емоционално децата не се спремни пред до 18 месеци да воспостават дефекација, така да е прераното учење на децата да користат нокширчиња, да ги одвикнуваат од пелената, ствара емотивна несигурност и напротив реверзибилен процес во назадување наместо да се воспостави дефекација без пелена. Така да децата и не се не спремни пред 18 месеци да ги извадат пелените, ретко некој порано што созреваат. Понатаму тој процес од транзиција тргање на пелени кон одење користење на нокширче или даска, адаптер треба да биде постепен по развој во однос на како детето се развива, како кажува, како комуницира и да не представува психолошки притисок, притисок врз детето. Значи родителите да не го прават овој чекор прерано, да проценат дали нивното дете е подготвено, а доколку одбива детето да седне на нокширче?
Видите, тоа Што сега е се советувате? многу често тој термин што го викаат gentle parenting. Значи нема некоја опатство како да се постапи. Секако треба да си го познавате детето. Не можете ни со викање, ни со карање да го постигнете тоа. Можете да го заиграте полека, да го седнете во различни денови, да го занимавате, да му читате приказни, да му биде интересно и да не го сватите тоа како драма. Родителите претпоставам дека често се јавуваат на педијатар кога ќе забележат отежното празнење или пак отсуство на столици кај нивното бебе или пак дете. Што им советувате кога ќе дојдат со новороденче, со мало бебе кај кое што отсуствуваат столиците? Можете ли лесно да ги убедите дека не постои проблем доколку бебето е доено? Можеме да ги убедиме ако поразговараме со нив, им покажеме дека мишето е меко, дека немаме знаци за некакво акутно страдање, дека не повраќа, дека убаво напредува во телесна тежина, присутни се перисталтичките звуци, дека општата состојба е добра, така да им даваме некакви си совети во однос на масажа, на мишето, на давање на пробиотици и на контрола. Ги викаме, затоа што тука е најбитен односот на доверба. Пациент, нели доктор, они ќе дојдат ако кај нас во сестина прв пат доаѓаат, ако не сме матични, сепак треба да стекнат доверба. Од прв пат ќе ве послушаат, ама секогаш е подобро да го викнете на контрола, дури да е беспотребна таа, за да се почувствуваат сигурни дека не се случува никаква драма. А кај поголемите дечиња, која е најчестата причина за тврда столица и за отежното празнење на цревата? Кај поголемите дечиња најчеста причина е неправилната исхрана, како број 1. Второ, многу често, можеби во последно време или па така во мојата секојдневна пракса се открива дека се цревните паразитози. Како причина за хронична обстипација. Кај мене доаѓаат пациенти кои веќе имаат подолг период проблем со обстипацијата, односно матичните лекари пробале да им помогнат со генерални упатствија, како нели да се смени малку начинот на исхрана, ако не е доволно добро се храни детето или да се внесат повеќе влакнести материи, течности, пробиотици, се внесуваат сливи, смокви, компотчиња, сирупи на база природна такви, ако веќе немаме подобрување, тогаш доаѓаат за преглед и за консултација. Во првичниот преглед кај детенцето гледаме да не го оптеретуваме психолошки, зашто секое дете кое што се предиагностицира или премногу му се земаат анализи, ќе влеземе во еден процес на психолошко ретарирање, па ќе имаме уште повеќе трајање на обстипацијата, така да ние почнуваме со основните анализи, правење меѓу кои паразити, и за моје зачитување во последно време многу се чести, може да кажам скоро 70% од моите пациенти со хронична обстипација излегуваат некаков тип на цревна паразитоза. А докторке, може недостатокот од физичка активност да доведе до проблеми со обстипација кај децата? Иако се деца, тие може, но да е транзиторна. на мобилен телефон или пак пред екран. Тоа е начин на живење. Само недостатокот на физичка активност сам по себе не би требало да доведе до некоја хронична обстипација, може да доведе до повремено, не редовно празење на столицата, но ако на тој начин на живење седентарен со користење на телефони, се надоврзе храна која е процесирана, сува, повеќе користење на млеко и млечни производи, и сето тоа како комплет, целина, тогаш да. А се случува ли децата да одбиваат едноставно да ги испразнат цревата, да ја задржуваат столицата, затоа што тоа не сакаат да го направат, например сакаат да си играат или не сакаат да користат училишен тоалет? Се случува во малата возраст, тоа е секогаш асоцирано со болка. Таа болка била предизвикана од нешто, дали била предизвикана во склоп на диареален синдром, напротив, значи течна столица, па заболело актот на дефекација или имало транзиторна тврда столица од јадење на посува храна и рефлексниот механизам на болка е активен, така да при следно дефецирање спазам ќе направи на мускулатурата, нема од страв, да, да не ги боли, за да не ги боли. Се случува во школската возраст многу често. Заради тоа што дечињата кога имаат голем одмор добиваат нагон или јадат, па последно половина час е најактивен перисталтички одбран, им се оди во тоалет и дали не сакаат.
се гадат, се срамат, па ќе го скокнат тој период кога имаат повик за дефекација. Нема да го користат тоалетот во училиште, кога ќе дојдат дома ќе помине нагодно за дефекација и така влегуваат во еден процес на хронична обстипација. Тоа може да создаде проблем некаков сериозен? Ако не се Генерално исфрлува обстипација столицата? само како обстипација многу ретко создава проблеми. Може да трајни проблеми и тешки по здравјето, може да создаде уринарни инфекции бидејќи надбешика да се наоѓа дебелото од црева, па да притиска и недоволно да се празни мочниот меур. Детето се чувствува надуено, не сака да јаде, помалку јаде, вознемирено е, посебно кога добива нагони за дефекација. Самиот акт на дефекација е траума за него, а и за целото семејство. Да, родителите што Тие се минале низ тоа некој проблем искуство, многу ретко може да направи акутно хируршко страдање. Тоа се навистина ретки случаи, но може да доведе до еден чеп па да почне процес на преплет на црево. па потоа и за да не дојде до тоа, најчесто децата се праќаат на детска хирургија за да се Ете, ако треба, цревата. само тогаш ги праќаме на детска хирургија кога веќе нерешлив е проблемот. Ќе стигнеме и до тоа. Но еве сега да ни ги кажете симптомите на обстипација кај децата. Дали без разлика на возраста, дали кај сите деца се исти? Зависи од тоа како знаат да кажат. Некои деца не знаат да кажат, например, дека имаат тврда столица, тоа треба да го примети нели родителот. Но при кога имаат повик за дефекација, сите се виткаат, имаат некаков дискомфорт, ги стегаат болка во стомачето? Болка во стомачето, да. Ако се поголеми кажуваат ме боли 10 минути, 15 минути, ќе се испразнат, ќе помине таа болка. Знаат да ако е хронична обстипација да прават стереотипни однесувања, да трчаат, да се кријат во ќошата, да клекнуваат, да не сакаат да одат во тоалет, да избегнуваат какање, знаат да плачат, да покажуваат дека ги боли нели стомачето и тоа не од десната, туку од левата страна каде што е дебелото црево. Така тие се некои генерални знаци на обстипација. Во таков случај родителите треба детето да го стават на нокширче или да го внесат во тоалетот, да седне, да проба да ги испразни цревата, да инсистираат? Така би требало. Значи, веќе на возраст од 3 години треба да се воспостави тренинг за дефекација. Ние сите процеси физиолошки ги учиме. Не може да очекуваме дека спонтано ќе научиме и да дефецираме редовно. Затоа е таа транзиција од пелене према нокширче многу битна. Треба да дојде постепено и да се седнува детето да добие условен рефлекс дека кога ќе има потреба и ќе чувствува потреба да се олесне или после јадење, еднаш во текот на денот или на 2 дена, ќе седне и тогаш спонтано ќе дојде дефекацијата. Како не треба да изгледа столицата? Еве сега преку еден визуелен пример ќе им дадете совет на родителите на што тие треба да внимаваат. Значи тука можеме да погледнеме каква може да биде столицата во детска возраст кај децата, но и претпоставам дека слично и кај возрастните. Еве и што представува проблем. Ова најгоре е Тоа е најтврдокорна обстипација, малечки брбушки што се. Второто е обстипација каде што се гледаат оние кракс баш тврда е и по облик. Третата е некој тип на преодна нормална столица. Но овие кракс, овие бразди не треба да бидат толку многу видливи на око. Сепак е ова слика. Најдобар пример е четвртата столица, каде што е мазна како конзистенција на компир пире. Така, лесно се евакуира и петтиот тип исто е преодно нормална столица. Значи, ова не се парчења на несварена храна, него се така помекички, што измеѓу себе конфлуираат. Веќе шестиот тип е диареја. Значи веќе шестиот и седмиот е тежок тип на диареја, тоа е вода. Значи, родителите кога зборуваме за запек, за обстипација и за тврда столица, треба да внимаваат столицата да не е како топчиња, да не е како брбушки, брбушки. И да не биде тврда, да има, значи некогаш знае да има на почетокот на столицата тврдо, па после тоа да се испрази нормално, значи дека постои тоа е проблем? И тоа е проблем, да. Тоа обично е кај тие деца што задржуваат во дебелото црево, стискаат, па таму има абсорбција на водата и се формира плак. Односно чеп, што им е потешко да го исврлат, ги заболува кога треба да дефецираат или настануваат анални фисури, се повеќе задржуваат, а другиот столицата подолжна дебелото црево е со нормална конзистенција. Споменавте анални фисури. Да. Ако се забележи тврда столица со капки крв,
Тоа е поврзано со овие анални фисури? Дали тврдата столица ќе направи таков проблем секогаш? Ако е тврда, може да направи, да. Тоа е тие се локално нишкина крв повеќе. Како од светло-црвена крв, а измеѓу столицата не е обоена со крв или слуз. Може само при бришењето на крајот на тоалетната хартија да видат, или некогаш не приметуваат. При прегледот ние, кој ќе видиме, гледаме дека има анална фисура. Значи, прегледот вклучува всушност и преглед на аналниот отвор? И на аналниот отвор, да. Доколку детето се жали на болка или секогаш? Па го гледаме сега, не мора да биде длабока опапација како хирурзите, но барем на дворечниот дел мора да го видиме, зашто не знаеме дали е за црвената, ако носи пеленската регија, ако носи пелени, да не има некои улцерации, да не има некои анални фисури, мора да прегледаме. Едно ќе ни каже родителот, ама ние мора фактички да го видиме пациентот, нели? Тоа кај бебето и кај детето ќе создаде болка? Не. При празнење на цревата не зборувам аналната физура, дали ќе создаде болка? Ако конзистенцијата на столицата е цврста, нормално, како секоја слузница ќе се распука и ќе се одрази кратка болка. Ау ќе викаат како ги пече тој момент. И тоа може потоа да биде причина да одбиваат да одат во може тоалет. Да биде причина да одбиваат и да несвесно стегаат и да влезат во фаза на похронична обстипација. Ќе ги поканим и гледачите да се вклучат во денешниот магазин за родителство 0+ месеци со нивни прашања поврзани со овој чест проблем во детска возраст, а тоа е тврдата столица и обстипацијата. Доколку се јави родител со дете со ваков проблем, го направите прегледот и утврдите дека се работи за обстипација или пак за тврда столица, кој е првиот совет? Дали секогаш мора да се промени најнапред исхраната? Значи, разговараме, ако е исхраната правилна, нема потреба да се променува. Генерално, кај сите деца насоветуваме здрав начин на исхрана. Тој е базиран на зеленчук, 70%, овошје, месо, јајца. Тестени во мали количини, нели, и тие процесирани продукти на крајот на пирамидата стојат. Ако така се исхранува едно дете, во некоја возрастна група предшколска, скоро сите добро се хранат, што се контролирани во однос на родители, баби, дедовци дома, тогаш нема потреба да менуваме начин на исхрана. Може да намалат малку со јадење на продукти што абсорбираат, што прават малку потврда столица, но не прават драматична промена тие продукти, дури да се јадат една банана, може да не се јаде секој ден. Компир, ориз, така, да се преку еден ден, но не да се исфрлат од исхраната. Ако е проблем исхраната, секако треба да се смени. Така, советувате ли во секој случај да бидат повеќе застапени крушката, можеби сливата, компотот од сува слива? Да, овоштијата треба да бидат позастапени, посебно кај тие што имаат тврда столица. Секако прво така да се пробува на природен начин, повеќе течности да се веснуваат. Многу интересно употребата на кравието млеко. Значи тоа треба да се намали апсолутно, најмногу за 200-300 милилитри, зборуваме за пресното млеко за 24 часа. Значи треба да се ограничи внесот на треба да се ограничи. кравието млеко. Немаме потреба од толку млеко и млечни производи, бидејќи тие имаат големи молекули и сами по себе прават обстипација. Има деца што пијат многу млеко? Има млеко, се уште има деца што пијат по литар и пол кравио млеко, тетрапак млеко, и таму е причината, начинот на исхрана. Колку кравио млеко е пожелно да се внесе во текот на денот? Максимум 200-250 милилитри за 24 часа. Тоа вклучува кисело млеко? Не, тоа не вклучува Значи само пресно кисело млеко. Но генерално на едно дете не му е потребно толку многу млеко и млечни производи. Протеините, нутритивните елементи е доволно да ги добие од една чаша јогурт, зашто во текот на денот ќе внесе и намаз од сирење или некој друг ферментиран продукт. Значи, генерално треба да се базираме на зеленчук. Тука сите македонците, како што се менува начинот на живот, имаме проблем. Како растат дечињата, кога почнуваат да одат во училиште, кога одат на оној голем одмор, па самите си купуваат ужинка, нели? И после тинеџерските периоди, кога знаат што сака да јадат, тоа обично е брзата храна. И тука се всушност и главните проблеми. И тука се проблемите во исхраната. Со исхраната. Споменавте дека треба да се зголеми и течноста што се конзумира. Дали тоа да биде обична вода или пак може и сокови. Споменавте млеко, не? Така. Сокови не.
Никаде не сокови стои. не? Сокови не. Сокови се пијат кога се оди на роден ден, на некоја прослава, нешто така, од време на време, но сокови не се исхрана за деца, ниту некаде стојат. Обична вода е тоа. Се едно е дали ќе биде водата од чешма или пак флаширана вода, има Ако некои е такви препораки? исправна, е се едно. Да, иако е повкусна таа од шише, мислам таа што е индустријска е прочистена, некогаш има минерали и витамини додадено, така да нема некоја разлика. Би требало нашава скопска вода, македонска вода да е здрава за употреба. А чаевите? Дали се подобар избор од водата или не заменлива Не се, е никогаш водата? ништо не е подобро од водата. Значи, може да испијат и чај, и треба да пијат, но да се научат на вода пиење. Значи, може да пијат и цеден сок, и портокал, и лимон, но не тоа да е секој ден и во големи количини. Чаевите од време на време, 2-3 пати неделно или секој ден по една чаша, ама во денот имате сиден, јас и ви имаме по 3 литра потреба да е хидрични. Исто едно дете, еден адолесценец има 3 литра потреба хидрична, така да остатокот треба да биде вода. А малите деца колку течност да внесуваат? Тоа е по килограм телесна тежина, во различни групи различно внесуваат вода, они сите си имаат некој избалансиран систем, си побаруваат или водичка, или кога се во дојнечки период си ги надокнадуваат хидричните потреби преку млекото. А што е со малите бебиња кои што ќе се јави ваков проблем, кои што се на млечна исхрана и дохрана има кај нив? Може ли некои вежби со ноџињата кога се малку се притиска благостомачето да помогнат во празнењето на цревата? И како изгледа тие вежби? Тие вежби се горе-доле со колковите и масажа нежна на абдомен во правец на стрелките на часовникот. Потоа вртење на детето на стомачето, за да го притисне стомачето, да ги извади гасовите ако се проблем. И ако веќе сме на дохрана, тие 10 денат ви недели да се преферира исхрана со праска, крушка, повеќе такви кашички да се додава. Така, кашички што би Да. можеле да Да го му леснат помогнат, празнењето на пробиотик цревата. секако. Сега дојдовме до пробиотиците. Обично родителите сметаат дека пробиотик се дава доколку детето има пролив, односно доколку има диареја. Дали може да помогне пробиотикот, истите култури кои што се наменети за течна столица и кај тврдата столица, односно кај обстипацијата? Различни култури има. Тоа што го родителите го очекуваат од пробиотикот е да ја реши комплетно нивниот проблем. Кога доаѓа со диареја, дека само давање на пробиотик ќе ја реши диарејата. Нема да ја реши диарејата, зависи од каква потекло е. Истото го очекуваат и кога доаѓа со диареја, со обстипација. Например, лактобацилус реутери напротив ја омекнува столицата. Така да и пробиотици што генерално ги користиме прават еден баланс на микробиотата и лесно елиминирање и по лесно не кашаста, туку помека столица. Не прават нити пролив, нити обстипација. Така, значи слободно може да дадат за време на за време на обстипацијата кај нивното дете, доколку има тврда столица, колку време се земаат пробиотиците? Тоа е прашање. Пребиотиците нема штета да се земаат ни секој ден доживотно стално, исто како и витаминот Д. Некаде до година дена апсолутно ги советуваме кај дечиња што се родени со царски рез, а потоа во текот на растењето и секој ден е само од бенефит се дават, ако не се земаат готови пробиотици да се дава исхрана со пробиотски култури. Сега ми сирупчиња кои што се на природна база, со екстракти од овошки понекогаш. Од смокви, од сливи, да. И тие, всушност, каков ефект имаат? Тие имаат лаксативен, благ лаксативен ефект. Ги даваме кај полесните типови на обстипација. Кога се во некоја дојнечка возраст до 2 до 3 години посева некоја преодна обстипација, користење на тие смокван сирупчиња за да им помогне. Но ако веќе немаме ефект, иако обстипацијата подолго време прави и го нарушува квалитетот на животот на детето и на семејството, даваме лаксативи од типот на макрогол, односно ефекол или лактулоза порталак. И тие би требало да го решат проблемот? Тие апсолутно 99% така? го решаваат проблемот, но проблемот на обстипацијата кога е хронична е долготраен.
Не треба да се очекува нормално, ќе се олесни, ќе се воспостави. Обично родителите сметат дека со празнењето на цревата решен е проблемот. Решен е моменталниот проблем. Но тоа што довело до обстипација, сега тоа не е патолошка состојба, но сепак ако се вратиме на истиот начин на исхрана, на непиење на вода, на нефизичка активност, повторно ќе влеземе во истиот циклус на обстипација. Така да, кај хроничните обстипации, сега понова и баш читав пред да дадам кај вас, ги смениле столовите, порано беа 3 до 4 месеци, сега вела дори 6 месеци да се користат лаксативните средства кои што не прават проблем, односно не прават зависност на цревата. Ќе продискутираме подетално за тоа, но да им дадеме предност на гледачите, веќе тројца гледачи подолго време очекуваат да се вклучат во денешната емисија. Добар ден за првиот од нив. Добар ден. Повелете. Голем поздрав за гостинката, секако исцрпувачка тема за родителите. Апсолутно. Мора да признаеме, покрај детето што е изморено, се изморени родителите. Прашањето ми е, иако внимателно ја слушав докторката, станува збор за 2-месечно бебе по природен пораѓај и бебе кое што е на инклузивно одоење. И сега ме интересира, веќе покрај тоа што е 2 месеци, веќе подолг период се мачиме со запек, односно тврда столица. Дали докторката на оваа возраст преферира да се користи парафинско масло? Иако морам да признам дека веќе неколку пати пробуваме со чепче. Да, не е правилен патот, да, тоа може да се помогне нели кога ќе има голема мака, но веќе тоа си продолжува. Доколку се стави чепче, се празни детето. Па повторно поминуваат 7-8 дена, повторно се пробува со чепче. Што би предложила докторката за оваа возраст? Така. Ви благодарам. Да, само да нема докторката под прашање, некој имате? Детенцето дали има некои други симптоми освен обстипација на ексклузивно доење, така? На ексклузивно доење не додавате на доено меше, адаптирано млеко, така? Само Ништо на мајчино млеко, а симптоми некои дополнителни на никакви. Так, природен пораѓај, детето си е во добра здравствена состојба. Само имате проблем со празнењето на цревата кое што е на 7 до 10 дена, колку што ве разбрав. Ви благодарам. Така, ви благодарам за вклучувањето, ова е навистина голем проблем. Проблем е, сега е проблем да убедите мајката дека е во ред детенцето да не го стимулира. Не треба да го стимулира. Некој стимулират и со топломер. Ќе стават во аналниот Така, ако детенцето е на доење, добро напредува, нема такви знаци за некоја притечка болест, да речеме кај Хиршпрунг, не е надуено мешето, немаме агоанглионарен сегмент, немаме повраќање, качува на тежина, е на доење, само треба да продолжи доење, да воведе пробиотик од типот на лактобацилус реутер или биогајата, да го масира секојдневно мешето и ако нема дефекација на 13-14 ден, ретко даваме клизмички. Давањето на клизмички го прави процесот да е условен и следниот пат. Да има повторна потреба од клизма. Така. А парафинските тие препарати? Парафинските не ги даваме, само кај тие состојби што не се сомнителни дека може би има ганглионарен дел на дебелото црево, тогаш даваме. Се уште е малечко на 2 месеци да дадеме било што друго освен мајчино млеко. И нели бидејќи рече дека е само на мајчино млеко, инаку можеме да смениме тип на формула па да добиеме ефект и пробиотик. Нека издржи малку, нека биде така похрабра во тие периоди на плачење, на викање кој ќе дојде 7-миот ден, 8-миот ден, тогаш тешко да се истрпе. Разбирливо ми е мене дека е тешко да се пред 7 дена да не дефецира и да ви плаче по дома и да не знаете како да му помогнете. Ама ако нема знаци на повраќање, на дуено меше, секој пат кога ќе дефецира жолта столицата како килибар, не гледам причина за вознемирување. Ајде да го слушаме прашањето на следниот гледач. Добар ден. Ало? Во програма сте? Ве слушаме, повелете. Добар ден. Јас сум баба на 5-годишна внука. Така. Внуката кај мене во више подолг период, може би 1 година, каките и се така како зрнца. И потемна боја има. А редовно се оди. Во денот може 1-2 пати да отиде, ама важно каките се така како зрнца, не се цела и потврди.
Така, како она што го видовме на почетокот на сликата. Да, точно така. И сега претпоставам вашето прашање е дали е тоа во ред и што може да се преземе за да се промени. Така, ви благодарам за вклучување во програма. Еве токму ова е Тоа би што било го опиша хронична гледачката. обстипација, вака како што го кажува, некогаш бидејќи не може да ги задржат тие пазнати да ги испуштаат, инконтиненција да имаат, па има и синдром на парадоксална диареја, кога имаат обстипација неколку недели, па има еден ден, два дена во неделата кога апсолутно се празни како диареален синдром. Прво да видат дали нешто е проблем со исхраната, да дадат повеќе вода, повеќе слива круша, да дадат пробиотик. И ако нема подобрување на матичната, да им препише лактулоза или порталак или ефекол и потоа да се испитаат паразити. А потоа паразити да се испитаат. Потоа да се испитаат. За да се испитаат паразити треба да имаме редовно празнење на столицата. Бидејќи се прави примерок, микроскопски се гледаат од само еден дел мал од столицата. Значи, дека веројатноста статистички дека ќе најдеме паразити баш во тој ден во таа столица е многу мала. Затоа ги испитуваме барем во 3 последователни редовни празнења на столицата и четвртиот ден целофанскиот отисок за есенцата на паразитите. И потоа следува лекувањето, но пак ќе кажам за тоа тоа следува, тоа не значи дека има, но е едно исследување што не прави, да речам, траума, не е боцкање, не е крв, никаков проблем не е да се земе. Може да се земе и неколку пати, барем 2 пати. Значи, едно исследување на паразити се 3 последователни и четвртиот ден целотеп. Тоа е една анализа на паразити. За да зголемиме статистичка веројатност дека ќе најдеме нешто. И ги правиме дури кога ќе поставиме перисталтика редовно, секој ден. Од кога ќе има редовно празнење. Од кога ќе има редовно И сега бабата празнење, спомена дека редовно ги празните девојчето од цревата. Па не е тоа редовно празнење, практично не може да ги задржи тие по 2-3 пати во тек на денот е. Така, значи треба да се јави, веќе споменавте на педијатар и што да се преземе. Следниот гледач ќе го вклучиме во денешната емисија. Добар ден. Добар ден. Поздрав до вас. Еве сега сте во програма. Да, во програма сте, ве слушаме одлично, повелете. Вака, имаме 2,5 годишно девојче. Така. До пред 3-4 месеци беше се окей. Редовно се одеше, некогаш дури по 2 пати. Последниве 3-4 месеци не оди, по 5-6 дена не оди во голема таква. Не ги празни цревата, не е кака. Уопште некака. Пробавме со се, со супи, да смениме исхраната. Докторката од Систина ни кажа со ефакол да пробаме. Додека пие ефакол, се е во ред. Кога ќе го прекинеме, пак исто. И ме интересира што понатака. Така, што да се направи за да се реши проблемот. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Благодарам и на вас. Пријатно. Повелете, доктор. Токму тој феномен кога пијат се решава проблемот, но очекуваат дека проблемот ќе биде трајно решен само со 2 недели давање на ефекол. Тоа давањето на ефекол треба да се продолжи. Најмалку им велам 3 до 4 месеци, а сега по тоа што прочитав и до 6 месеци да се користи. Во тој период треба детето психолошки да се релаксира. Значи треба 2 пати да испитаме барем паразити, дека немаме, да бидеме сигурни дека обстипацијата не е предизвикана од нешто што треба да го лекуваме. Да колку толку да направиме некои диететски промени во начинот на исхрана кои имаме ситни грешки, да даваме пробиотик, да го релаксираме психолошки. Зашто на едно дете од 3 до 4 години вие не може да му објасните со сила дека готово, помината обстипацијата, ајде сега редовно дефецира. Значи, оно треба психолошки самото да се осети дека не асоцира болка, за да се седне, за да почне да дефецира редовно, така да продолжа со давање на ефекол. Апсолутно. Нека ме послушаат, бидејќи биле кај мене, нека направат 2 пати, барем или 3 пати паразити како анализа, храната да ја модифицираат колку, ако нешто е проблем, ако не, нека се продолжа со здрав начин на исхрана и доволно долго да даваат. Дури после тама, 4-тиот, 5-тиот месец им советувам да почнат со тренинг на дефекација. Веќе кога нема да асоцира болка и кога психолошки ќе се релаксира детето дека не е никаков проблем, нели, дефекацијата, тогаш после главниот оброк да го седнат собово
на тоалет, на шолја и да му кажат ајде сега како и да биде стрпливи. И тој процес да трае месец до месец и пол. Во тој период може ефектот преку еден ден да го користат или преку 2 дена да го користат во помала доза. А како да го мотивират при тоа ако не сака да седне? И еве кога ќе се заврши дефекацијата, дали треба можеби да се похвали детето за тоа што го направило? Апсолутно треба да се похвали. Знаете како? Тоа е се убаво оној gentle parenting. Да. Треба да се мотивира. Не може едно дете да се мотивира кој знае што на 2-3 години. Треба комуникација да има нормална. Полека да го седне, сега е време, ајде седни, или така да му кажа, ама никаква мотивација да му направите. Јас на вистина не познавам, освен да го седнете на шолја. И упорно се седи со детето во И ќе си разговарате, ќе си читате приказни, ќе си кажувате 50 минути. Тоа е секој ден после едно половина час после јадењето на главниот оброк или ако оди во градинка еве навечер после јадењето на вечерата, да се седне и да се седи едно 10 минути. Потребно е големо трпение од страна на потребно е за родителите, родител оние да што се стане минале за низ се. тоа, Да. знаат како изгледа сето. Еден ваков тренинг за дефекација ќе ги вклучиме и останатите гледачи со прашања во денешниот магазин за родителство 0+ месеци. Добар ден. Ало, Повелете во програма сте. добар ден. Добар ден. Евака, јас сакам се внуката да прашам, она не полни 2 години, сега ќе полни, уште еден месец, значи. Така. Имаме проблем, може и 4-5 дена да не отиде по надвор и после се плаши, пошто тврдо е нормално почетокот. После веќе цел ден она може да какали. Почетокот е проблематичен. Да. Така. Нема редовна столица. Така, предпоставувам дека тоа представува голема грижа за сите во семејството, па како кое решение би било најсоодветно во вашиот случај? Ви благодарам за вклучувањето, повелете доктор. Така, овде дека она кажува типично дека само почетокот на столицата е проблем, значи наваре кога не има тој чеп. Тука е може попрактично парафинското масло да се користи, затоа што ќе го омасти парафинското масло, не се абсорбира. Значи како што се внесува, така ќе го ја омасти столицата и практично ако има некаква фисура или ако е потврдо, само ќе склизне изметот. Да, ќе лизне, нема да има проблем. Нема да има толку многу болка. 2 до 3 дена е нормална дефекација, полека нека пробаат со слива, со смоква, така, со парафинско масло, ако нема ефект, ќе дојдат на советување, па ќе правиме понатаму анализи. Така, уште еден гледач ке вклучиме. Добар ден. Очекувам уште едно прашање од гледач во денешната емисија. Добар ден. Ало? Во програма сте, повелете. Ке ве молам, сакам за внучето да прашам. Така, секако, уште една загрижена баба, повелете. Внучето е 5 години, иди редовно у градинка и иде редовно секојдневно во поголема нужда, но кога го бришеме на марамчето секогаш ми останува крв, зашто секогаш му е тврда столицата. Така. Сигурно и ова треба да се реши, бидејќи не е едноставно да Тоа се... е веќе да, ако секој ден оди по надвор, ја рачунаме дека е нормална столицата и секој пат да има крв, не од време на време, треба да се испети. Може би има паразити, може би има некоја вироза, може има некоја бактерија, и во таму да почнеме од микробиолошките исследувања. Ретко во оваа возраст се хроничните инфламаторни болести, но знаат да бидат. А може фисура Знаат. толку време да биде присутна? Фисура да речеме? хронично толку многу не, но еве да речеме ретко, но сум имала пациенти со полипоза на црева. Аха. На 6 годишна возраст. Многу ретко е тоа, но ако оди во континуитет крв при пребришување и особено од време на време слузи крв, не треба повеќе од 2-3 месеци така да остане. Да се Може од остави. време на време да има по некоја нишкана крв, ама да знаете што е предизвикана, не да има, она вели во континуитет дека има секој ден. Значи ова бара преглед. Еве, ајде од микробиологија да почнеме. Не мора сега да одиме до најголеми диагностики, ама барем од микробиологија и од разредување на столицата малку. Ги споменавте лаксативите кои што се даваат кај децата. Родителите се плашат дека ако даваат долго време, тоа може да создаде навика за нивно користење.
Постои ли реален ризик од тоа? Постои реален ризик од навика, односно мрзливи црева, но новите генерации на лаксативите, тоа се порталакот и лактулозата, не прават. Тоа ги не прават зависност. Прават оние старите алкалаксоцената, бисакодилот прави зависност, дозно зависност на мрзливи црева. Секако може да направи флатулација, може да направи надуеност, бидејќи кај лактулозата механизмот е осмотска диареја. А тоа значи повлекува течност. Поспадна осмоза, течност во цревото, па може да се чувствува надуеност, понекогаш гасови да има, така претикање на цревата. Но класична смисла, барем така велат студиите, дека имаат мрзливи црева, односно дозно зависни да бидат, не. Може да се користат, велат, и доживотно. Нормално, правилно да се користи. Секогаш кога се пие лактулоза, се пие и вода. Ефеколот се раствара во вода. За да не направите хронична обстипација или ако не доволно внесете вода, па да ја абсорбира целата вода од тоа што сте јадели. Докторке, што се од чепчињата? Порано некако беа прв избор на родителите кога нивното дете ќе имаше проблем со тврда столица или пак запек. Чепчињата се моментално олеснување. Кога веќе има таков плак, нема дефекација, може да се употребат еднаш, два пати, три пати. Но хронично користење на чепчиња е болно за детето, го иритира и асоцира болка. Секој пат повеќе ќе стега. Не се практикуваат за секојдневно користење на чепчињата, само во исклучителни ситуации. А онаа што е микроклизма? Микроклизмата е парафин, но за да ставите вие микроклизма, процесот е релативно, сега не е нешто страшно, ама треба да се внесе тоа во анусот на детето, нели? А друго е да се испие нешто без проблем, нели? Тука немате некакво, вама велиме да ги мотивираме да бидеме нежни со децата, овде сепак му правите некоја травма. Така, стрес. Стрес е, да, а посебно кој е голема, па не сака, па свитка ги нозета, па чека, па повнатре да се внесе. Па плаче. Па плаче, па ќе осети болка, доле печење, ако веднаш има дефекација, нели? И така да ги чуваме само кога навистина немаме ефект или има некој чеп, па треба да ја ефекуираме столица веќе 10 на 12 дена, тврдо е мешето, немаме како, па тогаш ставаме клинички. Докторке, по старата генерација знае да ги советува новите родители при проблем со празнење на цревата кај бебе да се земе топломер, па да се стави павловичева масна на врвчето и на тој начин да се стимулира анусот за да се предизвика празнење на цревата. Што велите за тоа? Како чепчето. Тоа е истото? Но може би да се масира тој дел. Масажата. Да, не мора со топломирчето, топломирчето е стаклено, па малце ризикот поголем. Ние старите живини топломирчиња може и да се скрши да направат и бење. Сериозен проблем, така. Сериозен проблем е доволно и не некој го измасираат и можат и анусот да го измасираат како провокација, ама само нежно со прстата, не навнесуваат внатре клизмички. Само кога е надуено мешано до 10 на 12 на 13, тогаш ставаме клизмички. Доколку се утврди некаква бактерија или пак паразит, како изгледа лекувањето? За паразитите има антипаразитарни лекови. Од типот на албендазол, мебендазол, пирантел и така натаму, зависност кој паразит е. И кој лек се дава и колку долго се дава. Кога се лекуваат паразитите, се советува да се лекува целото семејство, бидејќи реинфекцијата е 80% дури кај тие дечиња што е спроведена добра терапијата. А кај тие што е дадена терапијата на останатите членови во семејството, еден возрастен може да има паразити, да нема никакви симптоми. Примопредавањето на инфекцијата и реинфекцијата е голема. Често или ќе се испитаат сите, или одлучуваат сите да пијат во исто време. Кога е некоја бактерија, зависи од типот на бактеријата. Гледаме сега да не ги лекуваме бактериите со антибиотици, заради тоа што ќе направиме несакан ефект. Само одредени типови на бактерии лекуваме со антибиотици, секогаш даваме пребиотици за балансирање на микробиомот. Да речеме, ако е некој салмонела, може да дадаме стрептококус пуларди како пробиотик, лактобацилус джедже, значи посебни соеви. Наместо антибиотик се дава пробиотик. Па не ја лекуваме салмонелата со антибиотици, освен во некои критични ситуации. Инаку не. Така, ова исто така добро да го знаат родителите кои што едноставно брзо носителството по тоа ќе биде долго.
ако лекуваме Да, некој живот е салмонела доживотно. со антибиотици, клицоносителството трае долго. Овдека активната инфекција на салмонела на вистина место 3 дена ќе трае 5 дена, но ќе се створи имунитет иако немаме крвави столици, висока температура, токсични ефекти на салмонелата, не ги лекуваме со антибиотици. Ги лекуваме со интероансорбенси, со пробиотици, секогаш електролитен дисбаланс надокнуваме со електролитни раствори. Така, диареите се исто така еден предизвик за кој што можеби ќе зборуваме друг пат. И моето последно прашање во денешниот магазин за родителство се однесува за емотивните проблеми што децата ги имаат при дефекациите, дали понекогаш за сето тоа да се реши е потребно да се вклучи можеби психолог. Што говори вашето искуство, доколку детето упорно одбива да оди во тоалет, упорно ја задржува столицата во себе? Така, значи вообичаено родителите си го наоѓаат решението со доволно долго користење на лаксативи, менување на исхраната, вметување здрави навики во секојдневниот живот и ја решаваат проблематиката. Ретко има дечиња што се веќе во возрастна, да речам школска возраст, што долго траела обстипацијата и психолошки тука имате блок. На нив им треба психолошко советување, но за да кажеме дека има психолошки проблем, треба сите овие органски причини да ги исклучиме. А може ли некогаш обстипацијата да биде последица на некоја сериозна болест? Може да биде на Хиршпунг и на некои други. Значи, аганглионарен дел на дебелото црево, каде фалат нерви практично и не може да има перисталтички бран, па се собира столицата и се нарекува мегаколон, односно голем колон, таму се собира изметот и додека не се истисне тој дел одгоре, прави хронична обстипација. Но тие се ретки дечиња, најчесто се откриваат во неонатален период. Ретко низок аганглионарен сегмент на Хиршпунг се провлекува во тек на животот. Значи, во повеќето случаи ги наведовте причините кои што може да доведат до ваков проблем. Доктор, ке ви благодарам многу за вашето денешно гостување, за убавите појаснувања, за советите и препораките, за овој, за жал, чест проблем, кој што ги исцрпува родителите и предизвикува на вистина секојдневен стрес. И верувам дека ќе им помогнат во решавањето на овој проблем со столицата кај нивното дете. Ви благодарам и вас за советувањето на родителите, да им кажам малку да бидат потрпеливи. Ова е некоја неубава состојба, но со внимание, со промена на начин на исхрана се решава. И колку време по појавата на првите симптоми да се јават на педијатар? Па ако немаат едно месец дена подобрување, да се јават. Така. А секако ако има такви warning signs, ако нешто се случува драматично и веднаш. Ви благодарам уште еднаш за гостувањето. Благодарам. Почитувани, ова беше се во денешната емисија. Ви благодарам што не следевте и денеска со внимание. Ви посакувам пријатен ден.